започна новата учебна година. Учениците од основните и средните училишта по летниот распуст се вратија во училишните клопи. Сите ние, родители, роднини и пријатели, ги испративме со желба за одличен успех во стекнување на нови знаења и вештини за нивна целосна образовна и лична надградба. Но она што денеска се собравме тука е застрашувачка гледка на главниот влез на основното училиште Кочо-Рацин. Овде можете да видите дека зидот пред главниот влез е сериозно отштетен, што представува голема безбедносна закана за учениците од ова училиште. Покрај оваа опасност која демне над учениците, во близина може да се забележи уште еден отштетен зид кој се наоѓа на споредниот влез во близина на училишната сала во уште полоша состојба. Не е за занемарување и фактот што насекаде во дворот околу училиштето може да се забележат дупки, искршени прозорци, откинати олуци и многу други потенцијални опасности за учениците. Се прашуваме дали директорот на училиштето сева ова го забележа. Што треба да се случи за да може градоначалникот да види во каква состојба се наоѓа училиштата во Куманово и колку истите се безбедни за учениците. Ги повикуваме градоначалникот да престане да глуми жртва на некаков си политички прогон и веднаш да преземе мерки и решавање на овој проблем. Тој е најодговорен заедно со директорот кој не направил ништо за безбедноста во ова училиште. Каде прашање на време е кога зидовите ќе почнат да паѓаат врз главите на учениците. Како прво бараме подитно да биде сменет директорот на ова училиште кој поради негрижа ја загрозил безбедноста на учениците. Како второ, наместо со политиканство и манипулација со учениците, најодговорните веднаш да го обезбедат целиот простор кој денеска повеќе наликува на некое запуштено место, отколку на училишен двор, каде учениците би требало безгрижно да го поминуваат своето време. Почитувани, страшната гледка од пред основното училиште Кочо-Рацин е уште еден пример од многуте кои кажуваат за тоа дека на локалната власт предводена од градоначалникот воопшто не е грижа и проблемите во Куманово. Нивната незаинтересираност стигнала до таму што својата негрижа го загрозуваат и животот и здравјето на учениците, нивните родители и проблемите во училиштето. Затоа Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во континуитет нема да престане да го потсетува градоначалникот се додека не се реши овој проблем.